Проектот Граѓанинот на прво место се фокусира на подобрување на транспарентноста на единиците на локалните самоуправи преку воспоставување на стандарди за отворени и паметни податоци на локално ниво со цел подобро вклучување на граѓаните и граѓанските организации во следењето на работата и донесувањето на одлуки од страна на општините. Проектот се спроведува во 8 урбани центри во земјата: Скопје, Битола, Велес, Куманово, Струмица, Струга, Тетово и Штип. Во рамки на проектот, Центарот за управување со промени работеше на истражување поврзани со транспарентноста на општините. Истражувањето имаше за цел да утврди кои податоци и информации напред се обврска на локалните самоуправи да ги собираат и да ги објавуваат во формат кој што е податлив и кој што може да биде многу лесен за пристап до граѓаните и воедно да утврдат кои се потребите на граѓаните, кои се оние информации и податоци кои што граѓаните им се потребни да ги видат објавени, да бидат лесно достапни од страна на локалната власт. Активностите на проектот се поврзани со изработка на насоки за отворени податоци на единиците на локалната самоуправа во соработка со граѓанските организации, централните и локалните институции. Сите тие информации и податоци кои треба да се објавуваат од страна на општините ги структуриравме во еден така наречен протокол кој во соработка со Министерството за локална самоуправа и Министерството за информатичко општество и администрација сакаме да ги наметнеме како национален стандард и тие се различни, се од области на финанси, култура, образование, спорт, урбанизам и така натаму. Општините преку веб страниците транспарентно ја презентираат работата на локалните самоуправи. Врз основа на ова истражување направивме еден барометар на транспарентност во рамките на сите општини на територијата на Република Македонија и морам да речам дека општина Штип е некаде на 4-то место во однос на податоците и објавените податоци и информации, но тоа не значи дека процентот е многу задоволителен, односно има голем број на податоци и информации и регистри кои што би требало да бидат објавени. Воедно Центарот иницира заедно со Министерството на локална самоуправа да воведеме стандарди, а тоа значи дека за сите локални самоуправи, тоа значи дека сите локални самоуправи ќе мораат на еден и единствен начин да ги објавуваат податоците. Веб страната е вообичаена пракса на секоја општина, па и на општина Штип. Постојано се обидуваме да ја ажурираме и да ја храниме со нови и нови податоци за да може граѓаните да ги најдат сите оние податоци кои што им се потребни во секојдневието. Значи ние сме сепак на нивно располагање како значи институција која пружа услуги и затоа во таа насока на веб страната може да се најдат различни образци, барања и така натаму од повеќе оделенија кои што граѓаните ги добиваат, ги пополнуваат и ги поднесуваат кај нас. Тоа е едниот начин. Друг начин е што сите документи кои што се објавуваат од страна и излегуваат од општината се постојано на веб страната на општината, како што се решенија, заклучоци и така натаму кои што се донесуваат на советот на општината. Потоа секој оделение си прави на некој начин своја архива и си објавува податоци од се она што се случува и што е актуелно, законските промени што се случуваат и така натаму, сето тоа се вклучува на веб страната. Проектот за транспарентност во општините го реализира граѓанската организација Центар за управување со промени во партнерство со Центарот за одржив развој АЛКА. Проектот е доделен од страна на Европската делегација преку секторот за централно финансирање и исклучување договори.